почнеме втора сезона и со Бице сме сега веќе искусни во Атлани, као се мачевме се. Борко, добро дојде. Фала ти уште еднаш нели за чест, за време. Најавивме што сме, како сме, работиме спонтано. Одма кажи ни кај си, што си у моментов, браниш, не браниш, голман си, тренер, советник од трибини. Да, ние големи фанови сме и упатина некако конфузни сме. Па добро, јас сум нормално член на Вардар, играч, голман. Тоа тренер голман излезе од контекст, извадено од контекст во еден разговор со председателот, вика пошто е прошла година сакав да прекинам, па е председател тај остани, помогни, млади голман, Томовски е добар голман. На 50 и колку години не прекинувате си млад Борко. Не сум тип на човек што сака да се форсира, да се наметнува, да се бута кога, знаеш, нема потреба, има за се има свое време, место. Ја мислам дека имам се уште кариера врвна, која што сум се борил за така. Сега што извади за тебе една забелешка за врвната кариера, а сега почнам, леле, ова од кога го чекам? Не гази времето, да го кажам, нели кога на телевизија, не гази времето. Добро, не мора баш 12, може 12-10 завршим, така да не е никаков проблем. Значи, твоите први клубови? Јас сум моментов само завршам за ова, сум моментов сум голман. Си голман, така? Меѓутоа, една стратегија на клубот беше заедно се договоривме да направиме за да оставиме простор, затоа што јас инсистирав Мартин Томовски да се врати во Вардар. Одличен потек. Да, топ потек. Ја мислам дека Мартин Томовски е прошлата сезона во Лига Шампиони беше еден најдобри петормани во Лига Шампиони. Мислам дека заслужува да му се даде време, да му се даде све. И оваа сезона исто така еден мој, ајде да кажам, пријател. Не ми е пријател, меѓутоа едно дете кој што мислам дека има капацитет и заслужи да доби шанса е Гогов. И затоа на овие припреми на Прерари во Струга, со Нексе, намерно не бе во состав, нели да оставиме да видиме како ќе се снајдат сами. Затоа што едно е Томовски ми го знам од дете и стварно имаме супер однос. Меѓутоа еден човек е исклучителен. Детето е на место. Од 10-10 нема збор. Меѓутоа една е приказната која што му го кажав и на него после све овие на Прерари. Едно е кога си на гол, многу е полесно, кога што знаеш дека Борко си на клупа, ќе ме погледне и ќе му кажем окей, не е твоја грешка, комуникација, нели? Следната чекај таму, слека прави ова и знае дека во секој момент не сум тип на човек кој што ќе свика, ако се договориме на работа, разговараме и се договараме дека оваа чаша, ако ти ја мрднеш топката лево, ние треба чашата десно мрднеме. И тоа е уствари мојата да кажам, работа по знак наводници, разговараме, нели се договориме ако мрдне од топката лево, ти треба десно да направиш. Да, заборев и нели, така расте како голман. Психички секој да си активен, не е само физички. Голманска работа е стварно многу тешка. Многу луѓе не знаат колку захтева има побарување и откажување таа работа, колку има седење пред компјутер, анализа. Затоа што треба да ги изанализирате 14 играчи, да знаете во секој момент кој шутира, каде шутира, кој му е прв шут, па да сте еден чекор понапред да се трудите, нели сега тој малце сега ја промашува првата лево шутира и сега треба да си чекор понапред да знаеш дека сега ако е паметен го знаеш дека е паметен играч и дека ќе смее, и ти да одиш таму, значи тоа се све психолошки некои тактички предвидување. Па не се предвидување, меѓутоа треба да го изанализираш 14 играчи. Вистина ли е дека има два типа на голмани? Едниот тип е Борко Ристовски кој што има стратегија, анализирано, добро се поставува, и другиот е Никуч кој што оди цело време на реакција. Или е тоа... Па види, различен тип на голман, да, така е. Сега лупо е да збораме за други, меѓутоа ќе зборам за себе. Јас сум тип на голман кој што секогаш правил анализа, нити еден потек не е случај. Нити една реакција нервозна не е случајна, нити една провокација према публиката не е случајна, така да тоа е една малце поголема. Сигма која е зашто. Значи со други збори нити едно викање према некој играч е случајно, така да. Значи голман се се уште браниш. Да, тоа сакам да направиме со Томовски, да има еден мајндсет, да речем да биде чекор понапред пред сите. Јас знаете дека сум малце буцко, не сум нешто физички некоја грамада од 2 метри, меѓутоа сите тие недостатоци физички да ги речам,
ми направиле или ме упатиле да размислувам поинаку и да малце све тоа биде со смислено, да нема ништо случајно. Првиот пат те прекинав кога реков извадив една цртичка од твојата кариера, твоите први 3 клубови. Добро. Може ќе го сгрешам редоследот, ќе ме поправиш. Југ, Македонија Да. и Работнички. И работнички. Да. Сите 3 ги нема денеска. Па на жалост ги нема, да. Сега и цело пошто не гази времето, одиме на оваа многу важната тема. Уствари ние така и почнавме со Бица. Од ракомето толку. Значи едно време и кошарка многу следевме, кошарката отиде по ѓаволите, денеска Господ знае каде играме, пред квалификации. Немаме кошарка. Срам ни е дури да си направиме муабет, инаку баскетџи. Ама ракомето секогаш ни бил вака некако. Така? Секојаш бил високо. Високо, дали репрезентативно, дали клубски, дали ајде не се навратам во бивша Југославија, исто не сме котирале лошо. Ама што се случува сега последните години? Значи ние сме Македонија, Зборам за клубскиот момент. па и за клубските репрезентативен. Значи ние сме на чудна држава, преубава и тоа чудна. А да го честитаме денеска празникот, еве да го искористиме момент, да, голем да, празник, да го забравиме. независност, 31 година независна Македонија. Така е, да, Знаме, ние немаме, ама тука ние на тука. И немаш, секаде во светот е фудбал спорт бреден. Само кај нас е ракомет спорт бреден. Така да ние сме малце чудни и сме приврзани емотивно може повеќе заради резултатите кои што ги правевме во минатото спрема ракометот. Имаше еден мал блесо кошарката, еден мал блесо фудбалот, и тоа дај Боже да продолжи тоа и да повтори да надмина. Кошарката нема сега, факта. Ај фудбалот уште тука сме некако Не е скоро условно спото, кажано не е близко. скоро. Така, Ама и заради тоа на сите ние в ракометот, како да кажеме, фокусот. Јас од кога сум вратен во Македонија, тоа е 2,5 години, 2,5 години, морам да кажем дека стварно е ние лигава ние и генерално ракометот и генерално спортот ние на многу ниско ниво. Ја очекував и се спремаш за нешто такво, меѓутоа дека ќе биде на ова ниво стварно не очекував и мора да се направат некои промени. Не оди вака. Значи јас сум многу реален, не сум никогаш не зборам нешто на памет, ништо без факти. Мора да се прават промени корените за да пробаме да го спасиме ракометот. Сега разговарам за ракометот. За ракомет. Затоа што стварно е многу тешко. Од кај треба да тргнат тие промени? Па од секаде треба да тргнат промените. Од секаде, значи корените, значи видите, најпрво треба да тргнат промените да имате квалитетен директор на агенција за млади спорт. Кој што ќе Пошто ние немаме министерство, така. Па да, најпрво треба да јас се борам за тоа, значи тоа ми е мојата борба, да се направи Министерство за спорт. Да биде спортот да го земе пиедесталот кој заслужува. Значи едно е да сте директор на агенција за млади спорт и ве викаат во влада на состанок и одите вие седнувате, 15 минути има одвоено за спортот, што треба 15 минути, ама мене ми требаат пари за оваа проекти и сега ако не си доволно мокен, да влијателен политички, да можеш на претходно договорено да се избориш, ништо тоа. Ако ќе имате министерство, вие седнувате заедно со сите тие, да ги речеме, главоњи и договарате се. И се борите за својот сектор, нели, спорт. Тоа е најпрво, ако може да се направи, не гледам дека научи може да направи тоа со цела почина. Кој не е како ракометар, така да за да се искорени корупцијата. Ваучерите создадоа корупција или помогнаа? Или заплетка? Ваучерите специјално конструиран и направен за да има корупција. Значи, ваучерот е направен така од некои луѓе за да истите тие луѓе Ама на прв поглед добро изгледа, ваучер сите да добијат. Па не изгледа добро. Еве ќе ти дам ја тебе ваучер од 3 милиони денари, кај ќе осмениш? Не можам, јас. Кој ќе ти осмени? И има еден чичко, двајца чичковци и ти се обраќаш као инстанца некоја највисока. На чичковци. На чичковците им кажеш, слушај, значи дај да помогнеме, не можам да осмена ваучерот, нема фирми. Чичко вика нема проблем, јас ќе ти помогнам. Ама за тоа има И интерес. за тоа ќе ти го вратиш 30% на чичкото ќе му донесеш. Така да Тоа го знам, да. 90% А предлогот на науче ваучерот да го носиш во УЈП и они да ти го реализираат, тој беше Ама научи има многу предлози, ама никако не ги стерува. не ги стерува. Тој беше гениален, значи ти си клуб, јасно. ракабица, имаш ваучер од милион, одиш во УЈП, утре УЈП ти префрла милион, а он си распределува на правните субјекти кои што Не е така, и таму има корупција, тоа што пак има борба кој да земе поголем ваучер. Да. Значи, ти треба да се направи Имаме ли план Б?
Па имаме и план А, и план Б, и план С. Значи, јас сум за една друга варијанта. Јас сум за една варијанта која што се вика нов закон за спорт, се вика нов закон за финансирање во спортот. Тој нов закон или тие нови одредби од законот ти вика една компанија може да донира во која до 30% од својот профит во секој спорт. И таа фирма, нели, за тоа се вика треба да имаш ти менаџер на клуб. Ама да немаме персонален данок на тие 30%. Па и да имаш, не е битно. 30% е многу поголеми пари. Сега се влеваат од ваучер од ваучер 10 милиони евро. Така Во сите клубови, во зборам. цел спорт. Во цел спорт? Да. Ваучерски систем ти е 10 милиони, ништо друго, толку. Да не се лажеме, значи тоа е тоа. Не само за ракови. Да, ба не, за Не, тоа велам. 10 милиони евра. 10 милиони се за сите спортови. И Вклучувајќи и фудбал и држава што се бадминтон. толку И хокеј, државата да. одвојува за спорт. 10 милиони евра. И сакаме Да. да има спорт. тука заврши уствари целиот Мојот, план. така. И се од тие 10 милиони 30% нека се кај чичковците, значи остануваат колку? 6 милиони. А во твојот план? Во мојот план е да секоја фирма си обезбеди, како што беше со стариот закон претходно да го сменат, меѓутоа модифициран. И во тој закон имаше простор за корупција. Они го искористија тој му дека има корупција, окей, најдоа една-две екипи, окей, го сменя, меѓутоа направи полошо. Во новиот закон, во новата, да речем, одредба, секој ќе може да одвојува до 30% од својата заработка, нели? И се зависност, за тоа се става, ти имаш менаџер на клуб. Тој менаџер треба да трча по фирма, па да најде, па на која фирма ќе биде, нели? Совршено јасно ни е дека ракометен клуб не заработува пари. Нема, не, врховно нема заработки, значи да Тоа не се карти, лажеме. тоа е символично, така? Тоа Ја и бица на Дигитрон сме рачунале за карти колку ќе земе Вардар у најдобрата сезона. На плата. Ништо, не може да настане платот. Не. Реално не. Пак имаш Така. Македонија, пак ќе кажа. Ја, треба да Пријатели, како да стае. пак ќе дадеш 10 карти на пријатели, пак ќе ти вика, еј да, па вратарот ќе ти пушти 5 души на кварно, кога ќе почне такмица да, пак ќе ти стојат до тебе. Значи, не е ракометот профитабилен спорт. Меѓутоа е многу интересен затоа што е многу актуелен за спонзори. Што ќе се рекламира. И тоа е тој момент кој што сакам да се искористи и се залагам да има полиција во спортот. Во МВ да се отвори едно одело, и одел кој што ќе брои 5 души, не е битно, веќе сме разговарали, нека бидат финансиски разузнавачи, нека имаат 5 компјутери, нека имаат 2 коли и тоа. Влез излез, едноставно е Само денеска ревизија. Толку Тоа се занимаваат. да се занимаваат само со криминал во спортот, финанси. Ујде по Да има спорт. можност, дојдам, ајде дај ми ги сметките. Тоа ќе видиме дали некој ќе се Директорот на Некса вака вика, ние вложуваме годишно отприлика Кој еден директор? млад дечко на Некса. Ведран Зарнич. Да. Не, извини. Тој е директор. Не, од Некса, Ведран Зарнич го знам, ракометар е. Овој не е ракометар. Онда ќе газда на Некса. Младиот дечко, слабиот, тој слаб, каза. висок. Но тоа не е на ракометот, тоа е на фирма. Тој е на фирмата. да, извини, фирма, да, тој е млад. Ведран Зарнич ме викале по него на крило, таму бица има репертоар. И тој вака вика, ние, пример, можем ќе ги изгрешам бројките. Ние вложуваме 1.500.000 евра во клубот. Да. На крајот на годината, независна ревизорска куќа од Хрватска, од Австрија, не знам каде, нас ни прави маркетиншка вредност на фирмата. И они вака ни викаат. Проценка. Кола што процент. За вашата фирма, Некса, да биде толку и толку пати застапена во медиуми, социјални мрежи, Ќе ви телевизии. требаат 5 милиони. Ќе ви требаат 5 милиони. А вие кои Така, со а милиони? вие со милиони и пол сте го добили правите, тоа. да. Така да ова, Да, знам. така на малце ни Па, ги, нас ни ги... Популарноста на тој клуб ја тоа мало местенце, ама си има, си ја прави. Си имаат они своја тежина во хрватскиот ракет. Да, апсолутно. Покрај Загреб не може да пркнат, да речеме, а си Не имаат може, своја ама тежина. стално се тука и стално се присут. Да. Барем последниот сега во недостаток на Медвешчак да речам на кој беа таму тие. Ама види, во Хрватска е многу полесно затоа што немаш корупција, кај нас е се искорумпирано. Значи, ја малце се позанимавам сега со спортот по овие локални општини кои што се началници, нели да речем, од мојата политичко обедување. И вие не сте свесни колку луѓе се прилепуваат за све. Значи, вие не сте свесни дека од едно изнемување сала може да се дојде до 5000 евра месечно. Значи, има корупција на сите нивоа и е, така да кажам, сериозен. Ај сега е второ прашање. Клучен, многу важен проблем со Бица го работиме од почетокот. Инфраструктура. Значи, Македонија направи еден куп сали во тој еден период кога се вложуваше во спортот.
Ама пак фалат еден куп сали. Дојде они да почнат први, Вака. у која сала почнат? Еве гледай сега, гледай, Да, они идејски укрунат да. Кепески. Ѓорче тренира на отворено, овие маливе Ѓорче. А аеродром Аеродром нема тренира во физкултурно и плаќа сосема случајно пиеме Гледай, кафе тоа со време- даре. 1500 евра месечно. У тоа време, кога ги правеше дуријски сали, да викаат што ќе ви се 100 сали, што ќе ви се 100 Малку сали. се. Сега е тепачка за термини, не може Малку да се се. нема сали, нема. Проблемот во тоа време беше што ги дадоа салите, да кажем, мал број, меѓутоа ги дадоа салите на грешни луѓе. Да ги стопанисува да ги дадоа на 30 години, 20, не знам, 15, и се го даваш на човек кој што нема врска поврзан со спортот, нели? Мој човек, твој човек, на овој човек. Го гледа како И бизнес. сали има бизнес многу, можност. окей, нека го гледа. Да, Нема да. никој се нема дилема тука, секој ќе си види свој бизнес интерес. Меѓутоа, таа сала која што некој ти ја направил, ти ја дал, или тој договор кој што некој го спремил, тој договор треба да има сериозни обврзувачки Причинско-последични... така и за двете страни. Така. Значи ја ти ја дам салата, ти си должен Да има ладење, да има Да има грење, да има грење, тоалет, да има топла вода, одржувана- да има... и да ја вратиш не во иста состојба. Во подобро. Разбираш, да ја вратиш во подобро. За 7-8 години па пак е малце ќе инвестираш во таа сала, дали ќе искречиш, дали ќе смениш паркет или не знам. Паркет обично се менја на 7-8 години, не можеш ти сега па ќе инвестираш, Па, а за тушеви, возврат па, на се тоа сега само За саливе имаме ли решение? Некој Има. у наредни 5 години? решение рече. има да се направат уште сали. И тоа е само со Ама пак е програма тоа централна политичка власт. волја, така? Па, Не може поинаку. Види, мене многу луѓе ме критикуваа кога ми викаат, абе знаеш, што ти треба сега ти уште активен на комитет да влезеш во политика. Ама ја, како што кажав, ја ништо не правам случајно и ништо не ми е, нели, ја немам некој финансиски бенефит, нити сакам, јас сум финансиски реализиран човек и не ми треба во здрава нога трн да си ставам, нели. Меѓутоа, кога ќе размислиш вака, како ја поинаку можам да променам нешто во спортот, ако не е преку медија? За жал така. За жал така е. Како поинаку изменим нешто? Еве ја и За да би се направиме решивме нови да зали- да направиме, извини, да направиме нешто во аеродром, да го средиме малце, да го подигнеме на ниво, нели како се води најурбана општина, и сега доаѓаме до ниво дека ние треба да формираме политичка партија за да некако влијаеме. Е па, тоа е тоа, ја тоа го кажам. И имавме Сега, и име на кога ќе партија. објасниш, која, како Име. се вика? Контра. Контра сите? Не, конзервативна трансферзала. А, Ти кажувам некоја сега не гази времето. Ти кажувам за партија. ти се засвига зборов, а? Контра, Лично да, се многу. вига. Да. Е контра, убава македонска, убава чувство. Се- контра. Бицевски на гази времето, продолжи со прашањето. Така Чекај да, малце тоа е тоа, само ќе на- мораме на- да... Ама, да значи може. завршам мислата. На голмански теми па малце Ајде, сваќам. Има ли малце. кажем некој голманче сега надежно, освен овие што ги спомнавме да речеме после тебе, сега освен Томовски, а и Митревски више не го броиме, него од младиве зборам Па генерација. еве кажам, значи Гогов ние му даваме и- шанса, Гогов, Томовски, Галевски е доста квалитетен, Петковски, назовам Петковски Малиот. Така да А имаме. Малиов Давид? Тој што Давид помага. Брестовац, да, Давид Брестовац, Тој е многу интересен нека ми лик. се извинат сега ти што ќе ги Не, спомнам. сакам да кажам има, значи Има, се има, има има, талент има, и има, Јас грбата. повеќе имаме на голман него на Знаеш линчбек како? талент. Така е. На бек. Кај нас е проблемот што пак кажам системско треба да се смени. Кај нас сите ние имаме многу тренери, ама до 13 години. А кажувам затоа што до 13 години сите деца плаќаат. Да. Да. И ми интерес им е да И тоа има се плаќа. и после 13 кога веќе ти треба да плаќаш на детето, сите викаат еј оди овде, еј оди онде. Тоа е кај нас. Проблемот е после 13-та, 14-та година, 15-та кај нас таму. А сите кога се оние раковни школи, сите знаат да прават. Знаеш, ќе направиме, ќе собереме 200 деца, по 1000 денари тоа се 200. Јас знам се денари. од прва рака. Дома живеам со еден 18 Дали годишен е- голманка, така да се знам од прва рака и кога ќе завршиме после ќе те прашам нешто. Да. За голман. Така За да голманка. тоа е генерално системското, ајде да кажем, системскиот минус на спортот кај нас. Едно прашање, извини. Ајде. Сега ја дека од свадба дојде нешто Се заигра. заигра. Што мислиш ти на Чека, пример? малце шефот има ни каже, кажи уште 8 минути? Што сум Да. не гази времето. А после ќе направиме една минута пауза, па он ќе ни пушти пак. Да. Разбираш? Разговаравме, еве ја разговарав во Ракометна федерација на една тема. А пак темата ми доаѓа со Даре многу често си правиме мовето од аеродром, тренинг компензација. Значи еве пример. РК аеродром не зима чланарина, сега ти ме асоцира. Значи он не им зима чланарина, ги тренира децава. Еве сега почнале 2010-та, 2012-та дечиња. 3, 4, 5 години тренираат кај нив, 2 пати, 3 пати неделно, не знам како е. У еден момент заигруваат пионерско или кадетско во РК аеродром и у моментот кога 17-18 години ќе направи, детето веќе стигнало до репрезентација
пример, Марко И му го Виташ земаат. ќе зема, и го земаат, и он едноставно не може на тоа дете ништо да му понуди, пошто ваучерот му е 10.000 евра, при тоа не земал, како се вика, патарина, ќе речем, не земал чланарина, не може да го задржи детето, едноставно. А вложил во него, пример, 3 години. Вака ти кажам, сакаш да зборам конкретно за Арам или генерално? Генерал, пошто сите го имаат истиот тој момент. Па не е така баш. Види, така е секаде во свет. Ти не можеш, големите клубови се помаки од малите и нормално да им ги земаат децата. Нормално, ама доаѓаме на прашањето тренинг компензација. Дали тој клуб би било джентлменски да му плати 10.000 денари, например? Карикирам, без врска. 100.000 денари. А добро, сега не може да генерализираме зашто тоа е индивидуално. Зависи тоа дете кој си го земал, какви услови си му понудил. Дали ти си му давал нешто, си му помагал финански, не знам, да речеме деца, па ќе му платиш карта слободна. Еве Да може бар превозот да му го покриеш, да не мора да еве платиш. Сега тоа- девојчиња во ЖРК тренираат 4-5 години. Царчев, Платон, Папуџиева, сите. У еден момент они си одат. ЖРК Вардар ништо не добива. 4 години. Па, Опрема, нема се договор. добивале. Ама ако Знам. нема договор, тоа е нормално. И у Грешка е на компанија клубот. приватна Не бе тако толку е системот. мортал, тоа е. Така е у компанија. Ти ако имаш мрежешки договор, кој ти заврши договорот, не плаќа ако дојде, ако се запржува фирма, ти не плаќаш оштета на стара. Ама у фудбал не е така. Но добро, фудбал е друг свет. Значи фудбал е еден свет, сите останати спортови Се други, да. Добро, ти си наред. Ништо сега ја за ракме, па зборам. За Вардар сам ме интересира, што Ајде. правиме со Вардар, кажем. Е, Сега оваа сезона ќе биде таква жртвено јагне или не се даваме? Не, нема да има жртвењање. Така? Не, нема жртвењање. Значи Вардар е после она што се случи со негедната Лига Со шампиони. Лига шампион. Не може да кажам дека е добро, меѓутоа треба паметно да го искористиме овој период да го преструктурираме Вардар на сериозни во сериозни рамки да се врати организационо, затоа што сега треба да почнете да ги барате младите таленти, за кои што немавме време да ги бараме претходно, тоа што бевме под притисок од резултати во Лига шампиони и сега треба да се бараат тие таленти из цела Македонија да се донесат во Вардар и за следната година здравје. На Боже. домашен поглед, така? И јас сум сигурен не. Не мора? Не. Јас сум сигурен дека Вардар повторно ќе биде оваа година шампион. Така? Да, значи со цела почит према Еврофарм Пелистер и за се она што го прават они во ракометот и вложување и работа, меѓутоа да не се разбереме погрешно, значи истата екипа која што прошлата сезона го освои лигата, го зема шампионатот е во Вардар. Значи Вардар таа е поставата. Го имаше Тимур Дибиров, сега го немаме Тимур, го имаме Деки Манастов. Талевски играше 60 минути во Битола, Карапалевски играше 25 минути, Гаджа ќе се врати во декември, пазим, имате истиот играч, Куни Моралеш играше во Битола. А имаше еден муабет дека има и летен преводен рок. Не летен, зимски. Зимски, извини. Да. Така? Да, така да Куни Мораеш десен бек го имаме, Џомба и Џукич се тука, Столе е тука, јас и Томовски сме тука и Гогов. Мечка Лазаревски интересен, Мечка Стешко Лазаревски 27. интересен, така да нека поценуваат, само ја си кјутам. Ама гледаат у Битола емисијава, да знаеш. Не, Знаеш дека не не, крстија не, само Вардар едно време? Да? Абе само рако не гледа. Добро, тоа Со значи дека емисија има Битола. надеж нешто и за некое спонзорство, некој нов. Па правиме, да, Пошто правиме. без тоа очигледно нема да може, Види, мислам. да не се поценуваме. Не, Вардар не сега се има подценуваме, него зборам еве, ако сме шампиони, Вардар, јас изводно зборам управо Иде Лига само шампиони. рако, само Вардар. Значи од јуни пак Лига шампиони. И сега Значи, за Лига шампиони Нека ќе не малку треба да знае, да малце. знае јавноста, знаете и вие. Значи Вардар во моментов има буџет од 1.500.000 евра. Ти си прв човек у историја на ракомет на Македонија на И кој само само ракомет. поставиле прашањето, дури еднаш ваков одговор добив. Викам колку е вашиот буџет? Не го кажувам клубот, онолку колку што треба беше одговор. Па добро, сега Супер, тоа блазе си. ја немам, значи Значи, 1.500.000 евра е сега. што е сериозна бројка. Да, За следната година, здравје Боже, ако се оди по план и го бидеме шампиони, по сите разговори предвидување е предвидено да имаме околу 2,5 милиони, што е милион евра додаток на овој, што за значи ракомет дека Па ние со 1.500.000 nek се на пенали, не елиминира со 2,5. Што Добра се слика. разлика? На, слика. на репрезентација иде. Една слика. Исто прашање и за репрезентација. Имаме ли шанса нешто така? Гледаш ли те нешто да повториме ова една од пред 10 години да зима. Тие симпатичните младичи сме ја и овој другаров. Што младичи, кои уште сме млади. Да, јас за себе зборам. Значи вие другари сте одамна.
Ние сме одамна довели, виж каква тројка сме имали у баскет со години. Најако беше, со Иван Марковски нешто се задруживме еден период и ностоп Ше 3 минути. 3 минути да, мал. 3 минути мал. И ностоп со Иван Марковски, ќе дојде он тука нешто у сервис со Злате, ептан сме пријатели, Јана Киевски. Ептан сме пријатели со него од 100 години и ќе дојде муавет, ја ќе го распрашувам, тука он дошол за колата, пустиот, ја за раковет го распрашувам, не е битно и почна се мачи металург, нели? Нема пари, нема ова, нема играчи, еден ден му кажам, слушај Ива, ја и Бица знаеш дека добро игравме баскет, ја за центар, Бица Калман му е идол, ќе играме шо, и овој најдам шо. да, и едно време, ама сериозно за терапме приказната дека би играле. И сега у една емисија ја правам ваков филм, викам, слушај, викам, ние ја веќе на следно ниво поминав, се јавивме по менаџери. У добра кондиција сме, трчаме полумаратони, тако вака изгледаме. Плюс чупиш лево како изгледа, така? И овие викаат, па викам, некој ме откачи одна, не прават муавет, викаат, двајца ми викаат, ама ја блефирам, нема врска. А двајца ми викаат, пуштете видео. И ја им пуштам видео, ама ја им пуштам видео од ја и Бице у кафана. И они викаат, не бе, такви од раковет. Па раковет не сме играли никогаш. Не сме играли још. Ја имам 2 пати брането, сега ќе ти кажам. Значи, Раковет? да, вака, игра родители против ќерки. И секој родител беше на позиција кај што му е ќерката. Еднаш во оваа салата во Маџари, заборам како се вика, таму не забележав интервенција, и еднаш во малата сала во Јане. Фати две. И како се чини? Значи, шокантно, брат. Шокантно, значи, прво, пази, девојчиња, што и Тања, и жена ми бранеше, пошто се менувавме, нели, на гол. И Тања, а Тања вако објаснува. Гледаш, вика, една атлетски градена, залетана, фрчи, вика, и кога ќе го спали тоа, Значи, сега кога ќе седите на трибина да гледате владари, кога ќе прими некој гол, помаце критика. ама ич, Ништо и јас сега, Вие ги критикуваме шутери. ја вака забележав една одбрана со Да не нога. заборам едно прашање, многу Ама случајно ти уди. Сега Боркота, сега, знаеш дека реклама, последна минута. Чекај да закажи за репрезентација. Не, Сега чекај, ќе направиме пауза, па ќе има уште да малку направиме за сега. Може ќе има, може не. Не едно пократко. Ајде, има пократко, одмор. па Извини, не сада веќе пократко. траži емисија. Не веќе се продолжиме. Ами Обично што викаме викаме, кој ја. играч те фрустрира, чекај, ти да, например, ти шутира и те нервира. Дај, и може и тоа да кажеш, ама дали си свесен, дали некого ти имаш здраво изфрустрирано, што не може гол да ти даде. Па последно... Странец, не па странец. последно беше овој Мандалинич убитола. Манекено. Тоа беше. Последно ми е тоа вака од посу, иначе Добро, многу. тоа го памтиме. Вижте, Ја ти кажа, порано се кога се роди Малијов, немам многу време, а претходно многу книги читав за психологија. И има 3 начини како да мотивираш или да разнишаш некој. Прво е со разговор, ако видиш дека разговараш со фино му објасниш, гледаш дека нема реакција, окей. Па одиш му се дереш, па ако гледаш дека нема реакција, третото е го оставаш да видиш. Да више ти. И сега ја ако некој ми фрустира, ќе најдам вака, нели со Да се погледнеш. Ќе Ние ги ловиме тие погледи, знаеме која комуницира. Ќе вивчеш за ништо и ќе ти викаш, што се мене не е, и ти пцуј го крвнички една Да, минута да. глего, закрви му се така и тој се што му е на овој се која, знаеш Зашто ти, бе, не викам дека секогаш има ефект. 10% да има ефект е доволно, па со плюс. Да го изфрустираш. Така да Најако го пеналка изфрустираш. ќе му фати. Да го изнервираш. Чекај сега. Тој Ката стои одам му се пушта по него. Ако ни Стоја дозволи, и колку ги има, ако ни да. дозволи времето, ќе имаме и втора, ова сега Ни малку пауза ќе дозволи? направиме. Ајде, Чекај. направи. И ти кажувам ја Борко бранам ја, значи шут од лев бек, јас се спуштам у полу шпага со нога одбрани, не може да станам, станам и си после, не, станам. не може да станам. Со кранго дига. Пошто ја како фудбалски голман задржавам време, пошто резултат беше 35-2 нешто така. Ама после и кажале на ќерка ми, и татко ти одбрано, на него да не си, немој да си на мене. Како беше успех е, тајм-аут да ни викнат Да, противничка. гениално, да. Ај. Кажи го, ајде, На кажи. наш еден тренер, ајде да не спомнувам имиња, женска кошарка, нели, како што ја спомнавме, мислам нека младински категории беа. Играат со, не знам, да речем може со некоја светска сила, не памтам, Франција, Америка. И го прашуваат што очекувате од надпревара? Ако успееме да ги натераме противниците да викнат тајм-аут, добро. Значи, тука сме добри. Ама слушај, па и урадаме така, со некој екипа. Па како беше ова, сега одамна е ова, Шабан Трстена кога патува, кога го праша, тоа сте го гледали тој клип? Не. Го прашува Шабан Трстена одат на Олимпијада, рекеа, со какви амбиции патувате на Олимпијада? Па ја мислам дека со воски патуваме.
Така да. Е уште еден пријател На Вардар. на Вардар, не гледаш, не Вардар си. Затоа не викаат на само ракомет, ама ај, само Вардар. Само Вардар. Заборам. Ај сега пак... Дај за репрезентација. Чекај, не, ја уште ова мало ракометно прашање. Делуваше Вардар дека со Нексе е као тотален аутсайдер. Надпреварот сосема различно. И сега во твојот сегмент, голмански интервенции, Нексе 16, ние 6, ако ги доближавме интервенциите, ќе го елиминираше Вардар, Нексе испаѓа лагано. Пак ќе кажам, значи намерно не бев ја на клупа, намерно за да ги оставам нели сами да си Не си повреден, нешто нема. Форма си окей, се можеш ако треба утре браниш што се. Не, ќе бидам сустав. Така да У Охрид си беш, така? Да, Охрид, супер кул. Така да намерно ги оставивме и на турнирот во Струга и сега со Нексе да видиме колку можат без нели на секој да се вртат, сами да го понесат притисокот и товар, знаеш. Секогаш е полесно климаш, Како чувство имаш ти дека им помагаш кога си на тука на клупа со совети или им правиш притисок да се под Од тензија? двете помалце. Од двете Треба помалце. само да знаеш да дозираш затоа што се млади луѓе, млади голмани, млади спортисти и треба да знаеш кога да Како викнеш, се кога менја да голман, прекратиш. кажеме, сам се Ја менја имам или? контра психологија една, која ќе е грешка на голманот, тој гол што се прима, нели се знае тие што играме, знаеме чија е грешка. И кога ќе биде грешка на голманот, он ќе се заврте на мене прошла година, ќе заврте на мене, ја намерно не гледам, си гледам напред. И го гледам напред. И он се еднаш, два пати ме гледа, упорно кога ќе направи грешка, не го гледам. И си гледам напред, и ќе дое. Шо бе му викам? Што? И он вика, не бе ништо, вода пијам. Абе оние две, кои две? Абе ова сте батали тие две. Викам се имаш други, тие две. Да. А имаш ти луѓе кои што кога ќе направи, ајде бе сега што направи? Не разбираш? И се ти му кажуваш. Му викам сега, чекај. Таму кај што се договоривме, таму отиде? Да. Ти поминат под рака? Да. Океј. Грешка Се е кој дешава. си отишол на друга страна. Да. Од тоа што сме се договориле, така? Така. Ако го направиш тоа што сме се договориле дека таа стратегија и да ја почитуваш, е сосема окей, нели? Да. Никој па не, ако никој не прегрешка 0-0 ќе заврши. Ние секогаш викаме, ти си супер голман, ама од таа страна имаш супер играчи. Не, ама Така, се тоа. значи нормално е дека и се тој некогаш да биде креативен, да, не се да. спиел, Да. па притисокот е најчесто ноќта пред натрева. Ноќта пред натрева најчесто притисокот и сега ти тука ако клизнеш, да речам по знак наводници, да не спиеш, да те фати нервоза, така ќе станеш и така ќе ти тера цел веќе. Веќе терацо. А има такви женови А, такви. има. Што разговаравте после Некса? Не, ништо. Голманот ни ја донесе победата, нас не ни даде толку ветер во Па добро, така во е. грб. Разликата да имавме ние уште две одбрани, 3 плюс, Уште три, победата. така. Тоа е факт, Уствари испали уште една да имаш Види, одбрана. секогаш е, затоа ја сакам ја оваа голманска позиција или мојата, затоа што ти одлучуваш. Зависи многу од мене. Мене како голман, не Борко, него како голман. Или ќе ме плукате, или ќе ме фалите. Мене тој прицук ми се свиѓа. Да. Ти си Ако често не на знаеш- таа Ако не знаеш да гласкалка. живееш, па секогаш си. Ако не знаеш да живееш од тој прицук, Уствари кој ќе размислам, најдобрите се секогаш на таква гласкалка. така е. Да. Ме разбираш, не можеш ти, мене јас сакам. Да бе ги ја размазваш Да, она- публиката, ги научуваш Да, дека Овде он како знае. како вие како кажавте, абе знаеш да фате голманите. А можеш да кажеш, ај, А абе да да даде даде, овие плюс да, гола. а така е. Разбираш, Да, така да. да, убаво е така. Виж како носи се нека голманите носи. Тоа статистика ја гледаме, не отвара Казната некој. и мене ми се Дали свиѓа има да се 3 од реши. 9 Така е. некој шуте, него голманот. Вие стално, како викаме, како су наводници, како почна тој подем на македонскиот репрезентативен раковет, кога ти одбрани пенал со Португалија, така рековме. Да, да. Никој као претходно мислам, ние сите се сакаме се гледаме ракомет, ама Тоа за сега кое знаеш, правенство беше за За у Хрватска. Хрватска беше, да, Светското. за Вараждин првото, да. Вараждин и Задар. Да. Да, па после имаше бараж две утакмици игравме. Со Исланд. Да, знам, ама чекај тоа сега, да не одбранеше, Ни се уште ќе бевме таму. Ни се разводени моментот преска со сликата, Добро. што ти ја покажавме, таа е 2012 во Ниш, Во Србија. во Србија, и ти имаш убаво прашање за таа слика. Која беше? Со човек од години. И сад им се уваме на овие ние фармацевтски компании за спонзорство за овие за постари луѓе што се не има витамини и така, не дава. Не. Не бе, дали ќе Нема биде, да сме дали имаме шанса да повториме тој успех? Дали гледаш некоја екипа, некој состав наш што може да не врати на тие, Знаеш како? па макар нека биде па на минус И 20. дури некогаш и вака викаме ние, дали може да почнеме да сонуваме медали? За медаје сме далеко реално, да не се лажеме. Не сум тип што го лаже. Меѓутоа
да се направат работите, да се постават на поинаков начин, има стварно доста квалитетна и ние сме талентирана држава за свет, да не се лажеме сега. Меѓутоа, кај нас талентот се разводнува со овој ми е другар, овој ми е братучет, и да го ставим братучет ми пред овој детево. Знаеш, така се разводнува нашиот квалитет во сите спортови генерално. И цела држава. Имаме ние доста деца квалитетни, меѓутоа треба има некои работи кои што мора да се сменат за да пркнат тие деца. Не вака како што е сега нема да стигнеме далеко. Знаеш, не е сега да се лажеме, ние супер имаме таленти, меѓутоа не смееме да дозволиме да репрезентацијата се враќа назад и да ги преработи што сме ги правеле пред 15 години. Знаеш, така да не сме да се дозволи заради овој момент не може да зборам, ќе дојде време кога зборам, меѓутоа заради нечи. Кој ќе мислиш на организацијски аспект нешто, на пристап на работа или на таленти? Организацијски е окей, сега да не се лажеме сега, тоа што е окей, тоа што не е окей, не може сега да кажеш работи кои што не се точни. Тоа што е добро, меѓутоа треба да се напомне тоа што не е добро. Знаеш, мене ми света фактор што е никаде у свет нема еден селектор да биде селектор на сите селекции. Тоа не постои нигде. Нигде не постои тоа сега, знаеш. Вие сте федерација, така, и го ставате, не знам, X Петар за селектор на сите репрезентации. Што се случува ако вие погрешите со изборот на селекторот? Секој може да погреши, сите ние грешиме, така. Никој не е идеален со своите проценки. Што се случува со 5 генерации на репрезентација? Ти може да не сгрешиш, па пак да не направиш резултат. Дури и така. Да не сгрешиш меѓу тоа, што со изборот на човекот? Нели, секој може да греши, да не се лажеме. Да. Ние сите секојдневно грешиме. Меѓутоа што се случува со 5 генерации ракомет ако ти го погрешиш изборот? Ако имаш различни луѓе на различни места, не цела сезона, отидоа 5 години. 5 години отидоа. Значи интересно ќе биде. Ај сега кога сме кај репрезентација на јав. Да ставиш ти еден човек селектор на А, па на млади, па на јуниори, па на кадети, па на различни, тогаш се балансира. И да погрешиш, се балансира. Сгрешивме кај овој, ај ќе го смениме, ќе додаеме и ги склопуваш. Имаш простор за поправање, вака нема простор. Збориме за селекцијата на играчи или за генерално за целиот систем? Па кај нас системот еден селектор има за сите репрезентации, машка зборам. Па и у женска исто. Женска. Хаде нема логика тоа. Мене тоа ми е нелогично. Ќе покаже времето, да рече. Па, да ви покаже. РФМ или не знам кој најави дека ќе има надпревар на актуелна селекција и на поранешен репрезентативец. Ти си поранешен репрезентативец, наеднаш, Борко. Ја па смислувам наслови министер за одбрана во сенка. Не, види, тоа се работи кои што... Ние коментираме со Бицо неколку наврати таа тивка смена на голманите во репрезентација. Претивка беше, ти беше джентлмен, не кеше да коментираш. Не, види, ја не сакам да коментирам нешто што... Ама еве овој момент, например, моментот кога во Борис Трајковски 6000-7000 публика, на Миркуловски, на не знам кој беше му дава адрес, тоа е стварно еден убав момент. Кој треба да се обележи, некој човек што вложил, еве ние слика ти покажавме од 2012 година сред зима, у снег ти си на утакмица, не си на скијање, например. Значи има луѓе кои што оваа Македонија ракометно па ја задолжиле, бе. Така. Значи моментот кога со тоа истото го збореше Дибиров. Ја вика никогаш нема да прежалам тоа што од Русија се простив без таков надпревар и што од Вардар ќе се простав без таков надпревар. Тие се такви и за нас како публика се убави моменти кога ние со еден аплауз ќе се заблагодариме за 15 години, колку години се репрезентација. Така, повеќе. Тоа е спонтаноста на нашата продукција. Прва ракометна брутална продукција. Знаеш, тоа е... Сака да каже времето ви. Да. Моментот кај што... Види, јас останав джентлмен затоа што не мислам дека ако изреагирам, ако некој се одлучил на таков чекор, тоа кажу за него, не кажу за мене. Ако некој при инцидент, тоа кажу за него, не кажу за вас, нели? Така да оставив да самите нивни дела збора за себе. Ја не сакам да навлагам во тоа, некој си дозволи да личен некој комплекс и остави пред репрезентацијата, пред националниот дрес.
Некој тоа му го дозволи во тој момент. И реално, искрено ми е криво затоа што не се простив, како што кажете вие пред публика. Меѓутоа пробувам да ја сватам мојата работа како професионалец и дека се случуваат и такви работи и едноставно да прифатам. Тоа значи дека сега ако имаме прилика да гледаме таков натпревар, ќе те видиме на гол. Па претпоставувам, верувам дека Не чуваш дрес. дека луѓето си ја увиделе својата грешка. Претпоставувам, не може нема да дискусија, ја може ќе ги сгрешам, ама еве, на пример, според мене, кои играчи би требало да добијат таков момент? Ти. Само може некој и веќе добил, ама мислам дека не. Дивиот. Ај од Гомани ако почнеме. Дале нешто за Македонија. Цело бе тај. Можда и Зенга Петковски и Брестовац од играчи. Темелков, Стоилов, десниот бек, големиот уште игра Митков. Значи тоа се некои такви играчи. Ванчо Димовски на повеќе има, меѓутоа пак ќе кажам, ако дозволиме да личните недоразбирања, суети влезат и се стават над националниот грб и интереси државни, мислам дека тоа е... Јас мислам дека оваа една плејада на вакви играчи, вие подобро ги знаете кој колку вложувал и давал, дека едноставно заслужуваат. Значи Македонија за ракометот е нешто сосема друга димензија. Кумата моја живее во Норвешка, во Осло. И она некогаш, Норвешка е ракометна велесила и женски и машки ракомет. Колешката нејзина е поранешна голманка со кариера во Шпанија. И она не е битна. И она ја објаснува сега за Македонија и однеме супер ракомет. Не, ти не си била века, ти не знаеш што е таму. И од време на време ја пуштаме клипови, ова се крсти жена, можда ли е така? Специјален спорт. Поемотивно се дожива. И победа и пораз. Одатно такмица се враќа. Поемотивно и победа и пораз. Па ние за победа повеќе еуфорија. Ние за пето место направивме спектакл, никој не памти кој бил прв, втор, трет. Не, за мала држава кој што е Македонија, пето место е сериозен успех, за свет или во Европа е сериозен. Мене ми наоѓаат забелешки, јас например некојаш колумните што се ги пишуваме со Бица ќе напишам 22 во Европа или 17 во свет. Човек, тоа е врвно достигнување. Тоа што ние например сме сакали да бидеме 10 места погоре, а не сме успеале, окей, ама генерално 20 или сега за девојкиве 12 на светско. 12 на светско, а сите се разочарани. А не ги знаат приликите. Добро, ама не, тоа е 12 од таја од Б. Не, А беше таа. Не. Значи, девојките играа во Скопје светско А. 12 игра. А репрезентација. Не А репрезентација. Малите. Значи, тоа се стварно големи достигнувања. Не се служам со мене. Не се слушам. Тоа беше Б. Ја избрав не беше Б, светското беше А. Види го саатот таму, не пресекаш. Ај ќе провери. Дека бев на свадба ќе ми прости. Б. Добро, ама ќе изгугламе после. Добро, тоа сме да привршили. Ова со газење на времето не беше интересно, ама го искористивме. Добро, ја имам уште едно прашање, ама ти ме во разговорот малце го одговори. Ја вака сакам да поставам прашање. Дали за прв пат после X години пол позиција за титула во Македонија има тим што не е Вардар? Не знам. Те го видовме одговорот, да. Не се слагам, па ќе кажам, вие ги наборав и причините зашто комплетно истата екипа е од прошлата година. Според мен Еврофарм, иако сработи добра работа, е посла под прошлата сезона. Ке ни треба малце повеќе среќа да останеме. Од тренерски аспект како се они сега со промена? Подобри или Ќе видиме. На тие надпревари видите, Вардар Пелистер е надпревар кој што е специјален. Да. И не може да го види секој. И убаво што се случува. Ние имавме, да не ме свати некој расистички, имавме прошла сезона играчи кои што се црни кожата. И влеговме, доаѓаме ние сати, час и половина пред напред и влагаме најувачите тука се слуша, излегуваат зирка, гледаат, не смисли трче на терен и влагаат усобекувално и сега ја зборам повеќе јазици и ги разбирам на француски зборат. И така да кажам, сега малце шегаво, црни бели беа. Ја мојкам на тој што малце пребледени сте, викам што е работало.
Така да не се играат тие надпревари, не може да ги игра секој. Да, не Кои сгази времето. Кои доаѓаат од, да ги наречам Да, не. културни држави, а ние сме малце овде поинака Ти држави. благодариме многу, Ептен ни беше Фала ти, чест и да. задоволство Да, и разговараме. ќе те побараме пак. Пошираме, Благодарам се, не извинувам газеше се. времето, ама имаме прашања многу. Се извинувам што не се погоди. Одлични сме, супер. Супер, фала.